За почеток ми е многу драго за приликата која што добив да изложувам во Центарот за култура во Прилеп, кој што е мојот роден град. Воедно да напоменам дека ова е моја прва самостојна изложба. Проектот е социјално ангажирана уметност и всушност представува дел од поголем проект кој што е мојот магистерски труд, кој што се уште е во изработка и кој што се ближи кон крајот. Оваа пролет треба да биде завршен. Во прашање се 22 фотографии кои што се направени намерно на две различни локации, точно заради нивната специфичност, односно заради нивната намена. Во прашање се згради кои што беа наменети да бидат места во кои што ќе се одржува едукација, односно градинка и училиште, но од некои причини тоа се уште не е реализирано. Гледајќи од призмата на наставник, сум директно засегната и затоа одлучив да го кажам малку погласно тоа. Тоа што се растенијата во центар, односно во фокус, е заради тоа што природата сама по себе наоѓа начин подобро на луѓето да го истакне она што е убав. Целта беше да се покажат две паралелни реалности кои што се случуваат и верувам не само во овие две локации, не само на овие две локации, туку и на многу повеќе, верувам, во Прилеп и во Македонија. А тоа се едната реалност е дека ние луѓето сме всушност многу полетаргични, ние сме многу по незаангажирани и без конкретни идеи за промена, за разлика од природата која што секогаш наоѓа начин и е упорна во барањето и изнајдувањето на начини да направи промени на подобро и да успее во тоа. Елена Димовска Николовска е млад прилепски уметник и за голема среќа на Центарот за култура Марко Цепенков со нејзината прва самостојна изложба "Ајде да зборуваме за растенијата" се представува токму тука во ликовната галерија. Ова е млад, надежен ликовен уметник, магистрант на Факултетот за ликовни уметности и овој проект е дел од нејзината магистерска работа која што наскоро треба да ја презентира во јавноста. И со овој проект Елена едноставно како да не разбудува, како сака да ни покаже дека забораваме на многу важни работи. Забораваме на природата, забораваме на обкружувањето и дека е редно да се освестиме и како граѓани и како луѓе да преземаме мерки за заштита на животната средина. Затоа што природата дава, ама природата ја одзема. Затоа ние сите треба да се погрижиме да ни биде во фокусот природата. А на уметниците секогаш име во фокусот на природата и секогаш уметниците го презентираат во јавноста она што значи уметничко видување на се она што не обкружува.